Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Кога не се грижиме за природата, таа ни враќа. Скоро 50%. Мога вам шта theta, ама 50%. Ма пак се видите калиуме. Колку нашето земјоделство се адаптира на климатските промени. Да се консулти што се потпорни во однос на суша, во однос на повисоки температури и така натаму. Текстилни фабрики во Северна Македонија сигнализираат дека спасот на индустријата лежи во осовременување на процесот на работа. Само така можеме да ги задржиме клиентите и да привлечеме нови. Ова е приказна за компании што се обидуваат да го подобрат имиџот на индустријата, која ја носи етикетата на експлоатирачка и непримамлива за работа. Уште во првата недела од кампањата за локалните избори на 17 октомври, големите партии го освоја јавниот простор. Но на овие избори се тркаат и 65 независни советнички листи. Основната цел е МУКТА да се врати кај граѓаните. Бетуринате па паструвара dhe kaosi në trafik janë dy temat më të zakonshme për të cilat shkruhet për Tetovën. Nuk është për t'u habitur që në prag të zgjedhjeve, kandidatët për kryetar komune premtojnë se kanë një zgjidhje. Por si? Со сториите почнуваме веднаш. Извештајот што во август го објави меѓувладиниот панел за климатски промени на Обединетите нации беше црвен сигнал за човештвото и за катастрофалните последици кон кои се движиме како цивилизација ако наитно не се преземат радикални мерки. Северна Македонија, иако малку придонесува во емисијата на стакленички гасови, сепак има своји обврски во глобалната борба, како например да го напушти производството на струја од јаглен во рек Битола. Пред земјава е и друг многу поголем предизвик, како аграрно ориентирана да го адаптира производството на храна на променетите околности. Како е на терен и на теренот на политиките од Хекура на Кифи. Кумановското поле со својата распукана згорнина со векови и векови зјаело кон небото, кон облаците, очекувајќи дожд, за да ги напои и врати во живот полумртвите растенија, што безпомошно се потпирале и сушувале на неговите грапави пазови. На Липковската река во близина на Куманово започна првата етапа од работите, во која се изгради Липковската брана, висока 37 метри. Во втората етапа ќе биде подигната уште една брана, наречена Глажња, со висина од 71 метар. Kështu rajoni i Kumanovës në vitin 1959 për herë të parë u bë me ujësiellës. 62 vjet më vonë, sistemi ekziston dhe funksionon, por dy digat duken të etura për ujë. Në Glazhnj, me sy të lirë mund të shohësh që niveli i ujit është shumë më i ulët se kapaciteti i projektuar. Pak më poshtë, liqeni Likovës në vendin janë një lumi. Në hapësirat ku duhet të kishte peshq, tani ka gjurmë të kafshë të tjera që nuk i përkasin botës ujore. Në fshatrat në ndigat, shumë fusha janë lënë pasdore dhe në to nuk kultivohet asnjë kulturë. Ata që nuk kanë hequr dorë nga tokat, ankohen se disa gjëra nuk janë më si dikur. Skoro 50%. Mund të them shta theta, ама 50% ma pak se vitet e kalume. Domethënë ka ndryshuar klima këtena edhe nuk bëhet pasuli. Ma herët shembull tek kjo ara unë që kam pasën 2000 metre i kam gjetë shembull 500 kg. Shti 0-0. 150 km në jug të Kumanovës është qendra e kulturave kombëtare në vend, fusha e Strumicës, por edhe atje fermerët po përballen me ndryshimin e klimës. Високите температури намалува на цвето и паѓат принос. Од ова година не сме задоволни. Зошто? Затоа што многу е суша. Ky vit ndoshta është jashtëzakonisht i thatë, por thatësira të këtilla do të ketë gjithnjë më shpesh. Arsyeja është ndryshimet klimaterike, për të cilat ka njohuri edhe profesori në shkollën mesme bujqësore në Strumicë, Tome Timov. Од година на година, значи, климатските промени влијаат директно врз приносот и квалитетот на производите, каде процентот може да биде од 10 до 30% намалување на приносите и покрај приносите може да влијаат и врз квалитетот на производството. Каде кај пиперките имаме опекотини, кај доматите може да се случи абортус на цветовите. Кај краставиците исто така намалени приноси.
Arritja e temperaturave në nivel botror drejt për drejt do ta prekin edhe vendin ton, thot profesori universitar Dushko Mukaetov. Dielli, gjithnjë më i fuqishëm dhe sa më pak ujë, ndikon pikërisht në kulturat bujqësore që kultivohen në vend. Култури што немногу ќе страдат се оние кои што се одгледуваат на отворено, а најголем дел од нив се одгледуваат на отворено, така што ако немаме доволно вода да ги наводнуваме, тука намногу ќе се одрази пред се овоштарството, градинарството, градинарските култури ќе бидат намногу нормално погодени од климатските промени. Asnjë qeveri në botë, përfshirë edhe atë Maqedonisë, nuk mund të sjellë më shumë reshje shiu ose temperatura më të ulta. Por të gjithë mund të kontribuojnë në zvoglimin e emetimeve të gazrave që shkaktojnë ngrohjen globale dhe kështu të zbusin pasojat. Teodora Obradović Gërnçarovska nga Ministria e Mjedisit thotë se Maqedonia e Veriut nuk kontribon shumë në emetimin e gazrave serë, por pas miratimit të marrëveshjes së Parisit dhe strategjisë së veprimit ndaj klimës, tashmë dihet se çfarë duhet të bërë. Со усвојувањето на овие два клучни стратешки документи го трасираме патот за намалување на емисии на стакленички гасови во 5 сектори и предлагаме 63 политики и мерки во едниот документ до 2030 година, а во долгорочната стратегија до 2050 година. Vlerësimet janë se transformimi i vendit në një shoqëri me karbon më të ulët do të kushtojë midis 19 dhe 35 miliardë euro. Kapaciteti më i madh energjetik në vend, thot Gërnçarovska, nuk do të punojë me qymyr pas 6 viteve. Тоа е стратешки правец, дефиниран во неколку стратешки документи. Сите тие документи се конзистентни помеѓу себе, исти цели делат и сите велат дека јагленот во Битола ќе се напушти, но на праведен начин. Тоа е она што го побаруваме и Европска унија го побарува, така наречена праведна транзиција, да не се случи губење на работни места на сметка на трансформација на горивото. Nëse arrit në uljen e gazrave serë në të gjithë botën, ngrohja globale do të ngadalësohet ose do të ndalet. Klima nuk do të kthehet siç ka qenë, kështu që fermerët me siguri do duhet të përshtaten. Ekspertët thonë se ka masa që tashmë duhet të merren për të ruajtur prodhimin. Најпрви, значи, треба и во таа смисла веќе се направи еден напор, еден проект да се изврши зонирање на државата во однос на тоа кои култури се најпогодни за одредени региони во државата да бидат одгледувани. Тоа е еден прв чекор, потоа изборот на културите и сортите, значи сортите ќе да се декон сорти што се поотпорни во однос на суша, во однос на повисоки температури и така натаму. Кога тоа ќе се задоволи, тогаш има друга група на мерки која што се однесува кон директна заштита од климатските промени, како што е, например, веќе реков Сотчевиот пригор. Тука се користат така наречени UV мрежи, со кои што може да се спречи тоа. Потоа има сет на мерки за конзервација на влагата во почвата. Покривање со природен вештачки мулч. Да се постават одредени даталогери или тензиометри, каде можеме да влијаеме и да го следиме капацитетот на водата, значи на влажноста на почвата, во кој временски период треба да наводнуваме и со која количина. Vane Naçev, i cili ka 40 vjet që kultivon të njëjtën tokë, tashmë ka aplikuar një pjesë të ashtu quajturve masa përshtatëse. Ai vendosi gëlqere mbi tendat për të zbutur temperaturën ku i ka të mbjellat. Мора да ги засенеме, иначе секи изгоре. Ова спаси, ви помага? Да, помага. Одамна користите вакви методи или? Одамна. Dhe gjithnjë më shumë kurse në ujë. Капка по капка го систем имаме и заштедуваме многу вода. Иначе така да пуштиме, многу вода бега. 150 kilometra në veri, në Kumanov, mund të shihen masa të tjera të përshtatjes. Shukri Kadria gjeti një zgjidhje për ndryshimin e klimës. Në vend të kulturave tradicionale, ai mbolli pemë pollovnia, një bimë me rritje të shpejtë nga Kina.
të cilës nuk i pengojnë temperaturat më të larta. Poloniet unë i kam mbjellën që 5 vjetë. Ujë deri se sa të lishojnë rojnë dojnë ujë. Si të lishojnë rojnë, shti pinë 6 vetë të nena, njëherë mi vadit banë di edhe s'ka gale. Sa problemu. Nëse bota përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut arrin të arrijë qëllimet e zvoglimit të gazrave serë, atëherë temperatura mesatare në tokë do të rritet me 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2040. Nëse nuk veprohet shpejt, rritja e temperaturave do të ndodhë edhe më herët. Kështu, në varësi të reagimit global, do të varen edhe masat e përshtatjes lokale, për aq sa është e mundur. Да се биде работник или најчесто работничка во текстилната индустрија во земјава не е некој престиж и поради платите и поради работните услови. Но некои фабрики се обидуваат да му пркосат на овој стереотип, инвестирајќи во нови технологии и во социјално одговорен однос кон вработените. За нив и нивните искуства Славица Филиповска. Текстилни фабрики во Северна Македонија сигнализираат дека спасот на индустријата лежи во осовременување на процесот на работа. Само така можеме да ги задржиме клиентите и да привлечеме нови. Тоа е единствениот пат. Како се прават производи за фирми гиганти во македонски хангари. Чисто да споменам и астронаутските оддела се прават со оваа технологија. Дали современите машини ќе ги заменат работниците? Новите процеси не значат загуба на работни места. Може да се каже дека значи поквалитетни работни места. Се менува ли и профилот на работниците? Навистина станува многу креативна и тука младите можат навистина да најдат интерес во како нивна идна професија. Ова е приказна за компании што се обидуваат да го подобрат имиџот на индустријата, која ја носи етикетата на експлоатирачка и непримамлива за работа. Работен ден во услови на ковид во текстилната фабрика Албатрос во Штип. 250 работници дневно може да произведат и до 1300 машки кошули. Како, што и колку ќе изработат денеска, се диктира од друго место. Овде шаблоните за кошули се дигитализираат и преку 2 вмрежени софтвера се даваат параметрите за работа. Количина, димензии, урнек со максимална искористеност на текстилно парче и така натаму. И колку е искористеноста, Венцо, се? 80%. Упатствата се праќаат до сите сектори. Работниците, обучени за работа со машините, ги внесуваат параметрите и работниот процес понатаму е автоматизиран. Тие контролираат машината и одредуваат параметри, еве таму на компјутерот, со која брзина, која ширина, која кројна слика да ја земат. Значи, одредуваат параметри како да крои машина. Двојно побрзо се крои. Една кошула се крои околу 4,5 до 5 минути, значи една величина. А тоа може во исто време, ако се има поголем број на наслеги, значи 60 до 90 кошули во 5 минути да се скројат. Ова пак е машина за постилање на материјалот. И она му брои колку листови, на која метража, колку сантиметри. Еве таму на мониторот. Онаму каде што не може целосно да се автоматизира процесот, се работи на стандардни машини. Албатрос во моментов подготвува пратка за Германија со работни кошули. Со скенирање на кодот на кутијата, почнува автоматско бројње што и колку ќе има во неа. На секоја кошула е прашува и она потврдува. А доколку клиентот бара вес на логото, Албатрос може да ја направи за многу кратко време. Значи овој вес има 1081 уботи. За минута, значи нешто повеќе од минута. Андов објаснува колку е важна инвестицијата во автоматизација. Самото тоа што ќе дојдат и ќе ја посетат фабриката и ќе видат со своји очи каде се произведува и како се произведува, кога ќе ги видат процесите и како е сето тоа организирано, им дава доверба дека нивните нарачки, нивниот производ ќе биде на време со загарантиран квалитет и дека на крајот на краиштата кога ќе продаваат,
знаат дека е произведен во добри услови за работа. Во скопската фабрика Textile Solutions, во која се шијат јакни, производството е унапредено со специфична швајс технологија. Технологија која што ќе даде финиш решение на веќе составените шавови, да направиме финиш обработка, тоа со една посебна лента, која што кога се загрева, се лепи на материјалот и дава посебна заштита која што во краен производ се добива артикал кој што е, еве да речеме, огноотпорен. Сепак оваа технологија не е толку многу честа, заради тоа што има многу регулативи и услови кои што првично треба да се исполнат, заради тоа што сме врзани со сертификати, со лиценци кои што треба да ги добиеме, за да во крајна линија на крај да ги добиеме машините кои што не се баш толку многу ефтини за да може да инвестираме во нив. Инвестицијата во 7 машини значела и преквалификација на исто толку вработени. Но за жал старосната граница кај нас е некаде околу 55 години, значи просечна. Сега кога се инвестира во нови машини кои што се автоматизирани, прилично тоа значи дека би било пожелно да се вработи некој човек кој што е помлад, каде што технологијата е поблиску до него. Но се отвараат и нови работни места и ние сме секој пат желни за човек плюс, заради тоа што нашата индустрија може само да се развива напред и да расте, доколку имаме повеќе луѓе, заради тоа што зависим, секое парче зависи од човек плюс. Модната групација Ината во Кочани дизајнира и изработува протомодели на облека, кои најчесто преку агенти стигнуваат до потенцијални клиенти. Откако ќе се договори соработка, Ината бара од фирмите соработнички ширум земјава да го умножат урнекот. Кога конфекциите ќе ги сошијат бараните количини, например на фармерки, тие повторно се враќаат во Ината на доработка. Дата Колор автоматски ја дефинира точно бараната нијанса, па следува фарбање, перење, везење, а најсовремена и најскапа инвестиција е ласерското дизајнирање. Претходно голем дел од тие ефекти се изработуваа рачно, па имавме огромни разлики од едно до друго парче, лево и десно на истата панталона, па моравме да смислуваме изговори, да им кажуваме на клиентите тоа е автентично, така треба да биде. Меѓутоа денеска се тоа е надминато и морам да кажам тоа се сега еколошки третмани, тенденцијата е таа. Последна инвестиција на Ината Кочани се 60 машини за автоматско плетење чорапи. И овде, како што работниот процес се осовременува, така работниците се дообучуваат. Модернизацијата и автоматизацијата не значи дека ние купуваме роботи кои што ќе работат сами. Ние купуваме опрема која што е модерна, меѓутоа и со истата таа мора да ракуваат луѓе. Значи оператори на машините се потребни и тоа ќе остане така во иднина. Јас лично не можам да замислам дека робот ќе го изработува тоа, а не човек. Сепак зборуваме за гардероба. Луѓето и натаму ќе останат многу важен дел од процесот на производство. Ширум државава во моментов работат околу 800 конфекции со околу 30.000 вработени. Дури 95% од производството е за извоз, главно за европските пазари. Наташа Сивевска од текстилниот кластер вели дека секоја држава има своји услови со какви конфекции сака да соработува, но социјалната и корпоративната одговорност стануваат неминовност. Од 90 компании членки на кластерот, 40% имаат црно на бело дека работат социјално одговорно и законски. Го контролираме на некој начин, се контролираат состојбите во фабриките. Тоа токму тргна и од тамо каде што големиве брендови кога произведуваа во Кина се случија неколку катастрофи во текстилни компании и тука државите од Европа самите инициираа да се поведе сметка каде тоа производство ќе се организира и дали се зачувани човековите права во тоа производство. Текстилниот кластер се обидува да ги анимира и убеди младите, главно средношколци и студенти, оти има иднина во индустријата. Сивевска вели дека компаниите ја прават модернизацијата главно со сопствени средства, а таа пак води и до нови работни звања. Нас ни се потребни инженери, ни се потребни организатори на производство, ни се потребни кројачи, ни се потребни работници на машини, а сега со една таква модернизација, со
автоматски кројници, со автоматизирано производство. Сето тоа станува на некој начин покреативно и поатрактивно за самите ученици. Дел од фирмите кои произведуваат работна облека, како Албатрос од Штип и Textile Solutions од Скопје, следниот месец одат на саем во Дизелдорф, Германија, со поддршка од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и швајцарската програма за поддршка на извозот СИПО. Целта им е со знаењето, вештините и условите за работа да привлечат што повеќе клиенти. Сите оние што на друг начин го замислуваат развојот на текстилната индустрија, без етички и технолошки предзнак, за нив се нелојална конкуренција. Уште во првата недела од кампањата за локалните избори на 17 октомври, големите партии го освоја јавниот простор. Но на овие избори се тркаат и 65 независни советнички листи. Основната цел е МОКТА да се врати кај граѓаните. Бетурината па паструара dhe kaosi në trafik janë dy temat më të zakonshme për të cilat shkruhet për Tetovën. Nuk është për t'u habitur që në prag të zgjedhjeve, kandidatët për kryetar komune premtojnë se kanë një zgjidhje. Por si? Продолжуваме со предизборни теми. Зашто се залагаат и какви им се шансите на предстојните избори на некои од независните листи на кандидати за советници? Од сторијата на Петар Клинчарски, работена во Скопје, Тетово, Битола и Струмичко. Каре ашпер парашијет на ресене па! Повеќе настан, повеќе култура. Знам да носам товар. Скапи спотови, билборди, плакати, секојдневни митинзи и средби со граѓани. Уште во првата недела од кампањата за локалните избори на 17 октомври, големите партии го освоја јавниот простор. Но на овие избори се тркаат и 65 независни советнички листи. Не можат да одговорат на платената пропаганда на големите, бидејќи за нив нема пари од државниот буџет, па својата визија за општината во која се тркаат ја споделуваат на места и настани кои се бесплатни. Една од тие независни е советничката листа на Зелен Хуман град, која е во трка за Советот на град Скопје. Носителка на листата, составена од познати борци за животната средина, активисти од различни профили од граѓанскиот сектор и универзитетски професори, е Драгана Велковска, досега советничка во градското собрание од редовите на левица. Ние допираме на начин што сме континуирано на улица, на начин што низ годините наназад сме биле континуирано на улица, ние сме произлезани од тие локални социјални движења и голем круг на луѓе веќе ги не препознаваат нас, ја препознаваат нашата волонтерска работа, а таа доверба која ние сме ја стекнале низ годините е всушност оној клучен елемент кој на нас ќе ни обезбеди голема поддршка на изборите, како што впрочем ни обезбеди при собирањето на подписите. Кампањата ја започнаа во општината Шуто Оризари, за која ветија дека доколку влезат во локалната власт, ќе бараат нејзин еднаков третман како и другите општини под градот. Зелен Хуман град има и платформа наречена Мој град, за која велат дека е канал за постојана комуникација со граѓаните. Таму се собираат предлози за подобрување на условите за живот во Скопје. Визијата за главниот град, вели Велковска, мора да биде надпартиска и стручна. Ги лоцираме проблемите на граѓаните, низ нашите принципи, низ нашата рамка за одржлив развој и праведна транзиција ги насочуваме решенијата и континуирано сме во комуникација со луѓето, за да не се почувствуваат отфрлени, да не се почувствуваат дека не се за ништо прашани, дека некој им наметнува решенија, затоа што до сега така беше и тоа не сме да продолжи. На општо ниво, слични програмски заложби како Зелен Хуман град има независната листа која се бори за место во Советот на општина Центар, Шанса за Центар. Јана Белчева Андреевска ја предводи листата од вкупно 23 кандидати, меѓу кои има архитекти, професори и активисти. Белчева и досега беше советничка, па и председателка на Советот во Центар. Иако независна, СДСМ ја стави за носителка на нивната листа на минатите избори, па потоа се судрија за прашање од урбанизмот. Мислам дека со влегувањето на независните листи основната цел е МОКТА да се врати кај граѓаните. Тие да имаат своји реални представници во Советот, кои ќе се борат за нивниот интерес, кои ќе се борат за јавниот интерес, кои ќе носат одлуки кои се за квалитет на живот на сите, а не само за малкумина. Кои ќе бидат практично чувари на општината од апетитите на малкумина, на мокници или од некакви партиски интереси.
Програмските определби шанса за центар ги представува преку непосредни средби со центарци и преку социјалните медиуми. За нив, ваквиот пристап нуди свежина во политичкиот простор. Спротивно, како што велат, од она што една мокна кампања со многу пари може да го понуди. Мислам дека имаме една сериозна програма, модерна, секако се темели на 4 столба кои мислам дека се основата на тоа и што биле нашите досегашни заложби со кои продолжуваме понатаму, а тоа е добро владење, односно транспарентност на процесите, вклученост на јавноста во носење на одлуките, потоа зелен развој, рамномерен развој, креативна заедница која ќе биде вклучена во носењето на одлуки и која во просторот ќе може да се искаже себе си. И секако квалитетен живот што подразбира квалитетни урбанистички и плански решенија. Во борба со големите, но во Битола е независната листа поинаку. На минатите локални избори тие освоија 2 советнички места. Својата програма ја објавија при промоцијата на кандидатите. Ветуваат нов градски парк, субвенции за електрична енергија, стационар за бездомни животни, реконструкција на зоолошката градина и на планинарскиот дом Копанки. Бараме Битола да има чисти улици, Битола да нема повеќе проблем со сообраќајниот метеж, Битола да стане туристичка дестинација, бидејќи ја имаме најубавата планина во државата и бараме едноставно да имаме живот онака како што доликува во 21. век, да има еден град кој што е втор, трет по големина во државата. Габриела Илиевска, која и во последните 4 години беше советничка на поинаку, не сака да прогнозира колку места очекува да освојат на овие избори. Сепак, тврди дека ќе бидат фактор на одлучување во следниот општински совет. Иако е кампањата веќе започната, ние во кампањата само ќе го потврдиме она за што сме се залагале, она што сме го работеле во изминатите 4 години и дека ќе им кажеме на граѓаните дека се што сме ветиле, како претходно, така и сега ќе пробаме да го реализираме со наредната власт која и да е во општина Битола. Но не сите независни листи во своите редови имаат поранешни советници. Таква е Подобро за Тетово, која ја предводи архитектот Хамди Сулејмани, во јавноста познат како дел од иницијативата да ја спасиме Попова шапка. Тој уште 30 активисти одлучиле наместо само активистички да се обидат да направат промена и преку институционално делување. Ne kemi edhe platformën tonë, të cilën platformë edhe shtrihen 3 shtyllat kryesore. Kemi transparencë dhe llogaridhënie, ambient dhe hapësira të pastra publike, kemi edhe qytet të urbanizuar me plan. Këta janë 3 elementet kryesore për të cilët ne do të angazhohemi si këshilltar të ardhshëm komunal në atë institucion duke kërkuar transparencën, ku deri sot komuna ishte e mbyllur dhe e cila nuk është e shfaqur apo nuk prezantohet ashtu para publikut, ku dyert e komunës janë të mbyllur për qytetarin. Како по некое непишано правило, суштината и на програмата на Подобро за Тетово е хуманото живење. Намалување на загадувањето на воздухот и околината, нови паркови и пешачки патеки, па и укинување на урбанистички планови се некои од главните ветувања. Ке ги повикуваме сите носители на листите во Тетово, кои што се кандидати за Советот на општина Тетово, да подпишеме заеднички меморандум дека од денот кога ќе се ангажираме во Советот на општина Тетово да донесеме нова иницијатива која што ќе води до поништување на урбанистичкиот план за делот Шикелак Тетово, каде што сите знаеме дека истиот беше во брза постапка донесен, сите знаеме за кои кланови, за кои групи богаташи. На југот од земјата пак се појави првата меѓусебно поврзана група на независни листи. Под слоганот "Стига е", 3 независни листи составени пред се од екоактивисти ќе се тркаат во 3 засебни општини – Босилово, Струмица и Новосело. Ги споил заедничкиот непријател, најавениот рудник и ловица штука, кој ќе влијае на сите 3 општини. 4,5 години, 5 години од како се буниме и бориме и пред сите избори одредени политички структури кажуваат дека се против рудник. Значи декламативно ќе излезат, ќе дадат изјава дека се против рудник и ништо, толку повеќе. Сакаме да влеземе во советите затоа што
ако дојде да треба да се отвори тој рудник, треба да поминат многу прашања, многу одобрувања, многу потврди кои што најверојатно ќе треба да ги даде општината, односно советот на општината. Рудникот можеби е заеднички, но не е единствен проблем. Секоја од трите општини си има своји, посебни. Во Босилово, вели Велков, тоа е загадување на воздухот и почвата и од други извори. Гласови за нивната кауза бараат на социјалните мрежи, интернет порталите и преку директни средби. Што очекуваат да се случи на 17-ти? Велков прогнозира 4 места во 15 члениот совет. Нашите очи се свртени кон луѓето кои што размислуваат, кон луѓето кои што можат да се одделат од матрицата на партијата, кон луѓето кои што изгубиле надеж веќе од тој пристап на големите партии како да се решаваат, односно воопшто да не се решаваат проблемите. Така да очекуваме доста позитивни резултати не само во Босилово, туку и во Ново село и во Струмица. Секој што учествува има право да се надева на успех, но дали е можен вистински потрес? Политичкиот аналитичар Сашо Клековски ги нарекува независните и зелени листи и прогнозира нивен успех на изборите. Во сите скорешни истражувања за општествените приоритети или предизвиците по невработеноста и корупцијата, број 3 прашање е загаденоста, аерозагадувањето, ѓубрето, значи сферата на заштита на животната средина. Луѓето на кои тој им е прв приоритет. Луѓето на кои тој им е втор приоритет, мислам дека создават одлична основа за овие зелени независни листи. Токму таа категорија на граѓани која е загрижена за животната средина, вели Клековски, е особено активна на интернет просторот. Токму таму може и да се добие нивната поддршка со таргетиран пристап преку социјалните медиуми. Јас лично не верувам во ефектите на традиционалните кампањи. Мислам дека дури и теоријата вели дека повеќе од 5% не може да влие ниту кандидатите, ниту кампањите на определбите, на базичните определби на граѓаните. На 17 октомври, меѓу другото, ќе се види дали и без традиционална кампања независните можат да добијат доволно поддршка за да им ги поматат сметките на големите и да станат можеби мали, но важни фактори во новите совети. Една од најинтересните битки на овие избори, како и на претходните, е она за Тетово. В четврток на Алсат во патот кон ќе проследите предизборно соочување на кандидатите за градоначалник на оваа општина. Во најава на дебатата вечерва во 360 степени се фокусираме на главните прашања за жителите на Тетово и на решенијата што ги нудат главните претенденти за градоначалничкото место. Хекура на Кифи. Мбетуринате, папаструара dhe kaosi në trafik janë dy temat më të zakonshme për të cilat shkruhet për Tetovën, jo vetëm në mediat lokale, por edhe në ato kombëtare. Presioni publik ndoshta ndihmoi në përmirësimin e situatës përkohësisht, por këto probleme vazhdojnë të shqetësojnë banorët e Tetovës për dekada të tëra. Nuk është për të habitur që në prag të zgjedhjeve, kandidatët për kryetar komune premtojnë se kanë zgjidhje, por si? Kur bërë fjalë për mbeturinat, kandidati për kryetar komune dhe lideri i partisë Besa, Bilal Kasami, thotë se problemi do të zgjidhet duke riorganizuar ndërmarrjen publike aktuale. Kemi paraparë investime në teknikë dhe makineri që nga kamionët për bartjen e mbeturinave nga qytetari deri në deponit ku janë, më thanë, në Gostivara apo edhe në Shkup. Kemi paraparë një plan për zhvendosjen apo ngrimin e gjitha kontejnerëve të vjetruar, të cilat pra nuk plotësojnë kushtet minimale për funksionin të cilin e kryejnë. Kemi paraparë një plan të detajuar pra për gjitha investimet të cilat parashihen, ndërmarrja komunale për menaxhimin mbeturinat jetë një ndërmarrje e cila do të merret me pastrimin e mbeturinave dhe përfundimisht qyteti Tetovës jetë një qytet i pastër. Hamdi Alezović nga Lidhja Social-Demokrate gjithashtu premton reorganizim të ndërmarrjes ekzistuese. Dallimi në programin e tij nga i Kasamit është sa i parashikon hyrjen e një partneri privat në këtë operacion.
Imamo namera javното комунално предприятие да направимо ова преструктурирање, така што ќе се направи јавно-приватно партнерство за прием на отпадот и за транспорт на отпадот, за да може да се дислоцира отпадот со планираната регионална депонија Русино, каде што отпадот ќе се складира, ќе има места каде што ќе се дислоцира тие, па после ќе го преместуваат кој ќе се направи регионална депонија која ни е у план. Për ish-kryetarin e Tetovës tani kandidatin e PD-s-s për atë pozitë Sadi Bexhetin, problemi me mbeturinave është shumë lehtë për të zgjidhur. Qeveria dikur kishte përgatitur një tender për menaxhimin e mbeturinave në Pollog, për të cilin kishte kompani të interesuara, por ai mbeti në zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit. Dokumentacioni komplet i tenderit që është bërë, Ministria e Ekologjisë është në zyrtarët e Ministrisë Ekologjisë. Ato e kanë tenderin të cilin përfundim e sipër ka qenë i gatshëm për regionin e Pollogut. Ka qenë edhe ndërmarrja Henkel, ajo nuk është realizuar. Ata mendoj ka qenë tender qendror edhe ka mund të realizohet. Edhe tash mund të realizohet. Veç thirret ajo ndërmarrje, që ajo akoma në përgjigje është po sillet, siç në gjova sot, dhe ka mundësi aktualisht që ajo punë mund të rregullohet shumë lehtë, tu jepet atyne, vetëm marrë vendim qeveria edhe ta rregullojë një herë për gjithmonë. Ndryshe nga Bexheti, Vullnet Murseli kandidon për kryetar komune për herë të parë. Pas tij, qëndrojnë Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa. Ashtu si disa nga kundërkandidatët e tij, Tetovën më të pastër e shikon përmes një ndërmarrje publike më të fortë. Përmes partneritetit publiko-privat do të ndërtojmë qendër për menaxhimin e mbeturinave që nënkupton ndërtimin të qendrës për reciklim dhe ripërpunim, deponi për mbetjet organike, deponi për mbetjet inerte, si dhe në bashkëpunim me rajonet planore më të afërta do të shohim mundësinë për ndërtimin e incineratorëve modern si për gjitha standardeve për asgjësimin e mbetjeve jo organike që nuk mund të reciklohen. Kandidatja e vetëm femër është kryetaria aktuale Teuta Arifi. Pas 2 mandateve, thotë se problemi është më i madh se komuna dhe se mund të ketë vetëm një zgjidhje rajonale. Deri në gjetjen e një zgjidhje të tillë, shtoi Arifi, po bëhen dhe do të bëhen përpjekje për të forcuar ndërmarrjen publike lokale. Po ashtu me Bankën Botërore jemi në përfundim të programit, të cilin ne kemi parë edhe tek programi i ri, për 31 pozicione brenda qytetit për kontejner gjysmë nëntoksor, që mendojmë se në kuptimin e mbledhjes do të ndihmojnë mjaft për qytetin, kurse në kuptimin e trajtimit më afatgjatë, gjithsesi se së bashku me rajonin planor të Pollogut dhe me programet qeveritare, besoj që do të arrihet që të ketë një zgjidhje rajonale, po edhe shtetërore përsa i përket këtij problemi që është një problem që tangon të shtetin. Jo vetëm që shpesh ka erë të keqe, në Tetovë është vështirë të lëvizësh. Meqense ka mungesë parkimi, është normale të parkosh si në trotuar, ashtu edhe në korsinë e dytë të bulevardit. Pastaj, prap nuk ka vend për këmbësor apo automjete. Kandidatja e BDI-s, Teuta Arifi, thotë se disa nga zgjidhjet për tejkalimin e kaosit të trafikut tashmë janë ndërtuar. Në 4 vitet e ardhshme, ato do të ngriten në nivel më të lartë. Ne arritëm që të përfundojmë vazhdimin e bulevardit industrial dhe jemi në punë sipër për ndërtimin e bulevardit tjetër Blagoja Toska, që mendojmë se qëllimin kryesor ka që të spostoj makinat prej qendrës së qytetit dhe në të njëjtën kohë në programin e 4 vjeçarit të ardhshëm është edhe rishikimi i plot i pamjes së qendrës së qytetit, i cili parashet 2 zgjidhje nëntoksore përsa i përket vendosjes së makinave dhe pjesën estetike e cila vjen si pjesë e përme, do me thënë, e sheshit të qytetit. Besojmë se zgjidhja e tretë, të cilën po ashtu tani më e kemi funksionale, për herë të parë Tetova ka edhe transport urban. Programi i Vullnet Murselit nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa parashikon përmirësimin e bulevardeve, por gjithashtu shtonjë qarkore të reja dhe garazhe nëntoksore në kate. Hapjen e rrugëve të reja, si dhe përfundimin e bulevardeve që s'janë përfunduar kurrë, si bulevardi Video Smilevski Bato, bulevardi Blagoja Toska, bulevardi Ilinden. Njëkohësisht do të projektohet dhe të ndërtohet qarkore e re nga rrethotullimi në hyrje të Tetovës prej Shkupit që do të shkojë paralelisht me Hekurudhën për të lidhur më pas me rrugën rajonale Tetov-Jazhinc.
Kemi një plan tjetër shumë ambicios, atë të ndërtimit të garazheve nëntoksore në sheshin e qytetit, me qëllim që të redizajnohet sheshi dhe të lidhet me qendra tregtare të kompleksi i ri dhe të kompleksi i vjetër, me qëllim revitalizimin e këtyre dy qendrave. Qasja e kandidatit të PD-s-së Sadi Bexhetit është më ndryshe. Ai premton të shkarkojë trafiku në qytet, por jo përmes më shumë hapësirave të parkimit në qendër, por në periferi. Ne duhet të organizojmë në 4 hyrjet kryesore të qytetit, të kemi parkinget e mëdha që ata mos futen në qytet. I lanë veturat e veta dhe në ato parkinget e mëdha kemi qarkullimi i autobusëve, për çdo 15 minuta të sillen në qendër banorët, të cilët kanë punë në qytet, i kryjnë punët e veta dhe kthehen prapë në autobus me një bilet të cilat do ta mbulojë parkingin, që do të jetë shumë e vogël, e ulët, për shembull e marr shembull 20 dinar, që ta paguajë edhe autobusin edhe parkingin e qytetit. Jo, ne do të mësojmë edhe kushton të jenë në qytet. Po mënyra e hyrjes në qytet, të parkingit në qytet, do të jetë të parkinget të cilët kanë çmend tjetër. Fakti që oferta dominon nga garazhet në kate, konfirmohet nga programi i kandidatit të Lidhjes Social-Demokrate, Elezović. Ai premton disa, të cilat do të jepnin qytetit deri në 1000 vende të reja parkimi. Едната ќе биде кај поранешниот Партизан, тоа е до судот, кое би имало негде околу од 200 до 400 паркинг места. Другата локација е позади угостителскиот објект Рима. Тука планираме негде помеѓу 250 до 300 паркинг места. И третата локација е исто поради угостителскиот објект Делфин, каде исто така би направиле паркинг место со подземно и надземна структура, каде што би отприлика било негде помеѓу 250 до 300 паркинг места. Përmes hapësirave të reja të parkimit, kaosin e Tetov premton të rregullojë edhe Bilal Kasami. Ai propozon garazhe në kate, në qendër dhe në periferi të qytetit, por gjithashtu, siç thot ai, edhe një projekt kapital. A gjithashtu një ndër projektet kapitale është edhe për qendrën e qytetit të Tetovës, ku parashihet gjithë infrastruktura rrugore, bulevardet, të cilat kryqëzohen aty, të kalojnë nën tokë dhe pjesa mbi tokë komplet të jetë një shesh, pra nga sheshi ku është tash do të bashkohet bashkë me platon para Pallatit të Kulturës dhe qytetarët përfundimisht do ta kenë të zgjidhur çështjen e rrugës apo lëvizjes në qendër të qytetit, do ta kenë të zgjidhur çështjen e parkimit në qendër të qytetit dhe përfundimisht Tetova do ta ketë një shesh ashtu si ka hije si një qytet evropian. Rreth 85.000 qytetar kanë të drejtë vote në Tetov. Zakonisht, rreth gjysma dalin të votojnë. Sa dhe kujt i besojnë në premtime, tetovarët pritet të deklarohen 2 herë, për shkak se askush nuk pret që kryetari i komunës të zgjedhet pas raundit të parë më 17 tetor. Кратка пауза па саботажа. Кампањската динамика, освен сериозниот товар од изборната неизвестност, со себе ја носи и тешкотијата да се свати пред која публика се зборува, на кое место и во кое време. А тоа е на 61 километар од родното место. Слушателите не се струмичани, а денот е побајаги бел. Добро вечер, драги мои сограѓани, почитувани граѓани на Делчево, драги пријатели. Добар ден на сите. За некому да му се раздени, на друг треба да му се стемни, ама има такви кои не само што не знаат зошто се кандидирале, туку и пред воопшто да почнат да се надпреваруваат. Се скептици околу можноста, дури и случајно, да бидат фаворити. Се сомневам дека јас ќе бидам изберен за градоначалник, но ако бидам, тоа е еден плюс за мене. Во обидот да се дојде до плюс, сепак помалку и се претерува од задоволувањето на прекупотребната потреба на лекар. Не се прави со сместување на пациенти во секторот за комунали, не дај Боже, во архивата. Од кога ќе ја добијам вашата доверба и станам градоначалник на општина Бутел, јас ќе ја понудам општинската зграда да биде достојна поликлиника за моите пријатели, познаници, за моите бутелчани.
Злобниците би рекле дека идејата не е лоша, но само ако за тоа најпрво се даде собствен пример, па Белата палата се пренамени во клинички центар. Би можела да биде и енергетски ефикасна, но само ако во неа се вградат уникатни и досега непознати солари. Да му возможиме да монтираат фотомонтаични панели. Тоа го нема во нашиот град. Такви навистина нема во ниту еден град, а како би го имало кога фокусот не е нашиот град, туку и натаму централна тема е метрополата на истокот преку која води патот кон западот, па наместо за локални улички се зборува за разликите во магистралните правци. Кога Заев вели дека носел храбри одлуки, сите ние го молиме да не биде толку храбар, затоа што на Бугарија има направено толку добро, колку и што и Љупчо и цар Борис заедно немаат направено за Бугарија. И на крајот, со оглед дека не се нуди некаква алтернатива, ниту модерен пристап, соцреалистичката и руска е единствената литература која се препорачува за препрочитување. Почитувани пријатели од ДПМН, за едниот час, кој што ќе го држиме на 17 октомври, прочитајте ја книгата Како се калеше Челикот. Ќе ви испрашувам. Директорите на јавните општински предпријатија изгледа не сваќаат дека Челикот, дури и таму каде Островскија калел оваа книга, е во рацете на собствениците на челичарниците, а не на партиите. Газди на изборите се граѓаните. И тие на 17-ти ќе испрашуваат. Завршуваме. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 21:50.